Пресветата, пречиста, преблагословена, славна, Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Пресвятая Богородице, спаси нас. Со сите свети и самите себе еден со друг и сиот на живот на Христа Бога. Во септември 2019 година почна реализацијата на проектот Конзервација и ревитализација на манастирот Света Богородица Елеуса во Велјуса, кој предвидува реставрација на црквата посветена на Пресвета Богородица Елеуса и конзервација на мозаиците и фреско живописот. Црквата Света Богородица Елеуса е своевидно архитектонско чудо во светски рамки и сведочи за архитектурата и уметноста која се негувала во 11 век и е единствена од тој тип во нашата држава. Тимот на Тивириопол МК разговараше со дел од конзерваторите. Каде почнавте со... Значи, ова е црква посветена на Богородица Елеуса, инаку е од 11 век. Во 19 век имаме преслика, кој живопис е многу, да кажем, стилски, ликовно, иконографски, многу слаб, многу оштетен и ќе видиме со него како ќе го третираме, делумно нешто ќе се покри, делумно ќе остане како документ, како доказ дека постоел и ќе постои. Меѓутоа сега се работи на акцентот е даден на живописот од 11 век. Почнахме нормално горе од највисоките делови од купола и се спуштаме полека надолу. Значи како води процесот. Долго години црквата нели е оставена така, ние што велиме нашиве споменици се како стари болесници. Последната интервенција конзерваторска била пред 50 години и еве сега. Што значи дека требало уште порано да се интервенира. Меѓутоа, се надевам дека ќе биде успешно и ова што го работи. Так, кажавте, почнавме од куполата. Како оди процесот на чистење, бришење, наслаги, има кој што треба да се се почнува со чистење нормално, а тука има доста чад, прашиња натложено со збориме за пола век, за 50 години. Веројатно и порано овде се палеле свечи, сега е тоа во Ексон Артекс, каде што малку чадот и восокот не ни доаѓа веќе до овој дел. Потреба и хемиски покренели. Овако со чистење да го кажем. Остануваат ли тие бои? Остануваат ли не се уништени? Добри бои користеле кога живописале? Боите се фреско живописот 11 век е работен многу квалитетно, со многу добра подлога и со многу квалитетни бои, со многу знаење умења. Значи, авторите не ни се познати, меѓутоа се многу квалитетни. Значи не се познати? Не, се уште. Се изненадивте ли нешто? Знаевте ли што ќе се крие под нив или... Тоа ќе го кажеме друг пат. Има некои новини, меѓутоа во текст се истражувања, нели?
и тоа ќе го соопштиме понатаму. Так. Да го дефинираме и ќе го соопштиме, сигурно. Има ли своја уникатност? Предпоставам, вие сте работеле на многу конзерваторски вакви И проекти. стилски, и иконографски, и ликовно, и во секој поглед. Значи, не случајно, овој споменик е споменик на култура, ова е Византијска црква, всушност, нели, наша обврска е, ова е светско културно богатство и наша обврска е да ја чуваме и да ја одржуваме и да ја оставиме на идните генерации да продолжат понатаму. Така, до која фаза сте сега дојдени? Како течат работите? Па вака, сега одиме паралелно, значи со што после чистење? После чистење доаѓа на места китирање, обшивки, инjектирање и доаѓа нормално, нели, фаза на ретуш. Што направиле тие во 19 век, што направиле преслика? Практично го уништиле живописот од 11 век. Со некои оштри предмети удирале по фреските од 11 век, за да нанесат нов слој во 19 и преку него после да сликаат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Пресвятая Богородице, спаси нас. И направиле дупки за да може нов слој на малтер ставиле и професорот Пепе кога работел 69-70, тој малтер е отстранет. Меѓутоа, после 50 години китираните места повторно биле деградирани, а интензитетот на ретушот на бојата е изгубен. Сега повторно ние го китираме, го враќаме, и еве колегава работи на... Они успеале да пресликаат. Меѓутоа, пред 50 години е тргнат тој живопис, малтерот. Така. И е откриен овој сега што го гледа. 11, така, така. Меѓутоа, поминале 50 години. Да. Интензитетот на ретушираните на набојата се изгубил. Немаме овде со нас фотографии за да ви покажеме. Ретуширање по таа процесот како? Ретуширање, по ретуширање ќе се води со слабо фиксирање. Да. Временски како сте? Имате ли временска рамка? Зависите ли од временските услови или дека е на затворено, нема проблем? Не, нема проблем. Црква е во, како се ка, добра состојба, нема прокислување, нема ништо. И може температурава дозволува, тоа е стабилна температура внатре и влажност и температура. Проектот е планиран од 3 дела. Првиот дел е конзервација на фреско живопис, вториот дел е конзервација на сликаната фасада и третиот е конзервација на мозаикот. Значи, останува понатаму, во овој момент, сега, кровната конструкција, кровот е добар, солиден, меѓутоа за неколку години треба да се изработи проект и да се интервенира и на кровот. Значи, тоа е проектот за оваа црква. Во оваа фаза, првата кога очекувате да ја завршите? Првата фаза очекуваме, уствари сите 3 фази очекуваме до крај на година да ги завршиме. Така. Да. Супер. Колку луѓе работите? Па овде е цел тим, 5-6 души. Да. Кои други манастири и цркви се конзервираат на ниво на Македонија? Има ли многу кои што буквално плачат за да бидат? За жал има, за жал многу малку имаме млади колеги кои сакат ова работа да работат и штета е за нашите споменици што не можеме да постигнеме една мала група на луѓе да работат. Појуштија ти, алилуја. Христос воскресе из смрти, смртију
Со конзервација се занимаваме уште од млади години. После средно училиште тоа се околу 50 на години. Како е чувството кога ќе останете пред едно време где имаме, како што сега тука гледаме иконата на Богородица која што ја ретуширавме. Како одново да се пресолтава делото, поголем предизвикот? Па секако, секој дело е предизвика, поготово овдека е 11 век, кој е многу добро сочуван и во добра форма. Ретуширањето е многу голем предизвик за да достигне автентичноста на оригиналот. Конкретно, тука е Богородица, која е ретуширана, завршена е веќе. Од другиве партии се од 19 век, што се гледа. Тие не се ретуширани по предлог на комисијски нашите колеги, ќе одиме нешто да се остави да се презентира од 19 век како доказ кој е во лоша состојба, а другиот останатиот дел од 19 век се покрие. Со цел за да дојде до израз 11 век. Затоа што овој 19 век овдека е пропастен во многу лоша реунирана состојба и живописот, кој не се познава, и пред тоа на времето 1969 година имаме работено со професорот Пепек Милковиќ на овдека на истиот објект, па сега така ми се пружи прилика и после 50 години да работам на овој објект. Во негово време исто овој 19 век и во долните и во горните зони, во долните зони беше покриен и сега ние истото ќе го покриеме. Истата цел за да дојде до израз 11 век. Грантот за реставрација и зачувување на црквата и нејзините фрески е дел од постојаната програма на Стеј департментот на САД, познат под името Амбасадорски фонд за културна заштита. Со грантот од $100,000 до крајот на годината се работи на реставрација и конзервација на манастирот, со што целосно ќе се конзервира и реставрира фасадата и кровот на манастирот, фреско живописот и мозаикот.